Добар ден, ученици! Добро дојдовте во денешната училница. Јас се викам Олга Добравска и предавам македонски јазик во основното училиште Стив Наумов во Скопје. Денешната лекција е наменета за учениците од 7 оделение. Лекцијата гласи: усогласување на именките и придавките според категориите род и број. Која е целта на денешниот час? Што треба да научи ученикот? Да ги прошири знаењата за придавките и да умее да ги усогласува именките и придавките според категориите род и број. Да се потсетиме. Сите зборови во македонскиот јазик, според тоа дали ја менуваат својата форма или пак не ја менуваат, може да се поделат во две зборовни групи. Едната е менливи, а другата неменливи зборови. Во групата менливи зборови припаѓаат именки, заменки, придавки, броеви и глаголи, а во групата неменливи се прилози, предлози, сврзници, извици, честички и модални зборови. За денешниот час ќе се задржиме само на групата менливи зборови. Именката, придавката, заменката и бројот формираат една заедничка група зборови, која е наречена именска група на зборови. Тие се меѓусебно во тесна врска. Зборовите од оваа именска група зборови имаат заеднички граматички категории како што се род, број и член. Во оваа зборовна група, односно во именската група на зборови, именката е онаа која има централно место. Овој шематски приказ треба уште еднаш да ни објасни како именката е онаа која е во центарот на вниманието во именската група зборови. Околу неа се заменките, придавките и броевите. Еве како настанало усогласување на именките и придавките по род и број. Во реченицата малото дете трчаше по ливадата. Именка е дете и таа е во среден род. Малото е придавка и таа е во среден род. Тоа значи дека придавката малото се усогласила со именката по категоријата род. Во следната реченица убавите цвеќиња ја красеа солата, именката цвеќиња и таа е во множина. И придавката која стои пред неа, а тоа е убавите, е во множина, односно се усогласила со именката. Следниот пример комплетно ќе ни објасни како доаѓа до усогласување на именката и придавката. Топлите сончеви денови го исполнуваат со радост. Денови е именка. Таа е во машки род и во множина. Двете придавки кои стојат пред оваа именка, а тоа се топлите и сончеви, се усогласиле со именката и тие се во мачки род и се во множина исто како именката денови. Воочуваме дека придавките се усогласуваат со именките според категоријата род, број, но исто така и според категоријата определеност. Оваа вежба треба да ви помогне да ги воочите своите знаења кои што сте ги стекнале на следниот час. И тука се следните реченици. Двете ѕвезди силно светкаа на небото. Шарената топка се стркала на улицата и жолтата птица запеа од кафезот. Следните реченици препиши ги, а именките и придавките кои си ги воочил по нив, објасни како се усогласиле. Односно, наведи како дошло до усогласување на именката и придавката по категориите род и број. Со ова завршува денесната училница. Довидување до следниот час.